Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Постојано ни забележуваат дека имаме представници само од опозицијата, па решивме за промена да имаме еден представник од власт. Така Ивица? Да. Иако моја техничка влада не е влада, ама се надеваме дека ќе го видиме и како влада. Добро утро за Стефан Андоновски, дополнителен министер за администрација и информатичко општество и администрација. За Стефан, не се лутиш, вака знаеш кој каже техничко функционирање, прво што ни текна нешто министер со штрафцигер со некој чекич една друга или не е баш така. Добро утро за двајцата. Мене ми е прво гостување во Радио Лидер во Еспресо со Златев и Боцевски, ама со Боцевски, амбасадорем, честа е моја овој пат. И овој голем. Трет пат гостувам во Еспресо, да се погодуваме. Дека сум скаран. Не, ама оној пат кога знаев дека ќе биде најподготвен, не бев тука. Да. И на тема кај што требаше да полетаме. Така се сега ќе погоди. бидам ја малку зајадлив кон мојот партнер. Боцевски е прилично суетен кога станува збор за надворешните односи. Со тебе секогаш до сега сме зборувале за надворешни односи и викам не можам да имам двајца со надворешни односи. Знаеш, немој да се чувствува дека он Не е така, не само што не сум суетен, туку напротив за мене е секогаш не би рекол задоволство. Туку буквално некој внатрешен онака полет, убава енергија чувствувам кога гледам дека млади луѓе го следеле мојот пат. Значи да завршиш меѓународни односи во странство, да се вратиш во земјата, да го посветиш на тоа. Тоа е голема работа. Ова е добро прашање. И Од каде, како ти од меѓународни односи, што ти е и експертиза своевидна, во информатичко општество и администрација? Добро прашање. Прво да одговорам околу владата, во технички мандат сме и ние сме представници на ВМРО ДПМН кои што треба да заштитат процесот изборни нерегуларности, затоа што праксата покажа дека власта сака да го корумпира процесот на избори и тоа беше одлука на партијата да ВМРО ДПМН земе учество, иако не би рекол дека сум дел од власта, но можеби ја контролираме делумно власта во овој период колку што можеме за да гарантираме еден добар изборен процес. Јас пред се сум правник и сум полагал административно право и сум ги следел процесите во администрацијата, а ова со информатичкото општество ми е некоја пасија која што ја развива во приватниот сектор и од делот на дигитален маркетинг до делот на консалтинг, меѓународни односи во рамки на бизнис секторот, така што некако природно ми се поклопија двете области, иако на прва можеби не доаѓа дека би се занимавал со оваа област. тука кога разбравме дека ти си кандидатот, имавме тука една интересна дебата јас и Љупчо и еве слободно ќе ти кажам дека она што јас го спомнав е дека барале човек во ВМРО, предпоставам, кој што со квалитетот на својата личност ќе оневозможи да се случуваат оние типични ѓурулти што се случуваат во администрацијата. Значи, човек кој што знае дека заради неговиот морал нема да дозволи тоа што гледаме дека се случува во македонската администрација. Тоа е едно, а второ, по втор пат имаме интересна работа и тоа е добро што имаме човек што доаѓа од надворешните односи во Министерството за информатичко општество и администрација беше така. Меѓу другото, да не заборавиме, последната етапа на македонската интеграција ќе значи влез во ОЕЦД. Таму уште Бугарија и Романија и Хрватска не се, а Сигма мисијата и другите од ОЕЦД веќе се длабоко влезени. Меѓутоа ние не збориме за тоа, сега збориме да се спречи влез во администрацијата на неквалификувани луѓе. Едно тоа и второ зборуваме за притисок врз администрацијата, типичен мобинг или притисок политички да се гласа или да не се излезе на гласа. Уште се случува тоа, Стефан? Се случува, за жал се случува. Не можам да кажам дека конкретно во министерството во кое што сум баш таква е ситуацијата, но притисоците постојат. Еклатантен пример за тоа е една одлука на владата во која што само со една одлука се отпочнал процес на трансформација на работниот однос на вработените кои што биле на времено вработени. Значи во овие 4-5 години се вработуваат еден куп луѓе на времен работен однос. Со одлука на влада, замислете, без закон, се отпочнат процедури на директно вработување на овие луѓе на трајно, односно со решение на неопределено работно време. И затоа имаме процес на полнење на администрацијата со 3000 нови огласи во овој период. Од декември до крајот на јануари се распишани повеќе огласи со вкупна бројка на вработени од 3000. Например, околу 300 луѓе се вработуваат во јас испомнав во водостопанство.
околу 60-70 луѓе се во СОЗР, во фондот за здравствено осигурање кој што е пред колапс, денеска се најавени штрајкови А на протести. кои работни места се во водостопанство? Ова е претежно на најниските работни позиции, значи со средно образование тие се референти или со да речеме влезни со високо образование. Зашто се љубче се ги замислуваме водостопанство како на Египет, нели оној нели што возможно стари Египет. Добро, ќе беше инженери ако се вработува, јас нема Па да имам точно, никаков проблем. да. Ако беа 200 инженери, никаков проблем немаше да има, но ова е ситуацијата во која што овие луѓе веќе работат таму на определено време, се веќе ангажирани и тие сакаат да им го трансформираат на овој вештачки начин. Затоа цело време го повторам зборот вештачки вработување, на вештачки начин да им го трансформираат работниот однос, ама тоа не е законски. Затоа што никој не може да му забрани на некој друг човек да аплицира на истиот оглас, кога веќе тоа е јавен. Апсолутно. Но се знае за кого се таргетирани, па затоа дури да пишува на пример македонец во графата дека треба да биде вработен, се вработува албанец ако тоа е на листата дека треба да се вработи. Стефан, има ли шанса, ајде да влеземе веднаш, има ли шанса американците, нели, Roe versus Wade, пардон, тоа беше за другото, ова, како беше на другиот случај за Мисури, нели, Да. бордот на образование, Да. го укина сегрегацијата и вградениот расизам некаде 50-тите, така? Ние го воведовме 2010-тите. Овакво, балансерот е еден чудовишен концепт кој што едноставно е тешко да се објасни како е можно земја кандидат за членство во ЕУ, во НАТО, да има вградена сегрегација, вграден расизам во својот систем. Го пишувал ова и во трудови. Оној принцип кој што беше на правична и соодветна и правична застапеност, беше дел од така наречениот дух на Охридскиот рамковен договор. И кога договорот се потпиша, тој имаше еден дел кој што беше правен и веднаш влезе во амандмани, но имаше еден дел кој што Дуи го злоупотребуваше, го потребуваше, го експлоатираше 20 години, а тоа е делот на духот на договорот. И често ќе кажа, да, договорот во пракса е применет во правниот дел, но духот на договорот се уште треба да се применува. Знаете, Андоновски, тоа со духови кои се разговара, мислам тоа е веќе за на психијатар. духот на Охридскиот рамковен Словото и духот, немојте Духот молам, да. на Охридскиот рамковен договор е она што ги креира, што го креира балансерот. И балансерот всушност е еден Франкенштейн модел кој што се создаде, еве ќе признам дури во времето на ВМРО ДПМН, но не зазема толкави становишта. Зошто? Затоа што со пописот во 2021 година, иако ние критикувавме, се попишуваше и резидентно и нерезидентно население, што значи дека се попишува луѓето кои што живеат во Македонија, но и луѓе во диаспората на некој чуден начин кој што се пријавува по телефон. Значи тие и видовме тогаш слики од купишта пасоши на едно исто место, кој што таму се пријавува. Проблемот е што министерот пред овој во Министерството за информатичко општество во тој балансер, наместо да ги вгради само луѓето кои што живееле во Македонија во моментот на одржување на попис, тој ги вгради и луѓето кои што не живеат во Македонија. И практично бројката во балансерот е бројка која што ги содржи и тие тука што живеат и тие што не живеат тука, независно од нивната етничка принадлежност. И тоа дава еден лош клуч. И клучот станува проблем сам по себе. И вториот многу посуштински дел, затоа што овој дел може да се реши. И јас мислам дека во првите 100 дена по преземањето на власта ние ќе го решиме овој дел со балансерот, овој првиот. Вториот е законскиот дел, затоа што овој балансер е вграден во закон, кој што прво ве прави да изберете националност, а потоа ве прави да избирате професија. Тоа ненормално е. И тоа е неразбирливо за било кого во било која држава, независно дали државата е апартхеид, дали државата е мултинационална, дали е еднонационална или било како. Сега веќе дури не постојат еднонационални држави. Но поентата да вие прво изберете што сте по националност, па потоа дали сте квалификувани за одредена позиција или не, навистина создава еден модел кој што не одговара и кој што е комплетно надминат. И третиот аспект многу важен околу балансерот е тоа што во одредени институции воопшто не се почитува. Според брзите анализи кои што можевме ги направиме, јас сум прилично кратко време во министерството, во одредени институции како што е Министерството за политички систем, односи меѓу заедниците, таму нема балансер. над 65-70% од вработените се албанци, вкупно над 90% од вработените не се македонци. Што значи не знам обратен е тој некој балансер кој што функционира таму, но ова не е единствен пример, имаме и други државни институции на централно ниво, министерства, економија ќе го спомнам, животна средина ќе го спомнам, каде што не постои овој балансер. И сега не можам да сватам како определени министерства вработуваат по балансер, а како други министерства органи не вработуваат по балансер. Балансерот очигледно важи само за министерствата кои се кои се водени од СДСМ. Исклучиво од СДСМ, да. Тие што се водени од ДУИ, таму нема
балансер, таму може да работат само албанци, нели? Не, Јас би бил Дуи е попрецизен, партија само на Дуи. апартхеидот. Само Да. Дуи може Само да Дуи, работат. не Само албанци. Дуи, не албанци. Албанците исто така немаат Дури шанса може да работат. влезат и Туку само Дуи може да се Албанци работат. се. Не бре, нема врска. А зашто да не направиме партиски балансер? Кој колку, пошто и така не е партизирана администрацијата, значи и сега, например, ВМРО си освојува 400.000 гласа, си има толку вработување во администрација согласно балансерот. СДСМ има толку, ќе укинеме агенција за вработување. Се тоа ќе се балансира све врз база нели на избор. Ова е демократски, не е Ако етнички продолжиме со овој принцип. франкенштейн модел, на 4 години од денеска нема да имаме државна администрација. Нема да имаме квалитетна, нормална државна администрација. Зошто? Па добро, Затоа нека што сега имаме. дури таа што ја имавме, што е квалитетна, луѓето што работеле на себе, што се обучувале, што имаат завршено образование, бегаат во епидемиски размери. Значи тоа е една експлозија од како имаме експлозија од нови вработувања, така има експлозија од луѓето кои што ја напуштаат јавната администрација. И се наоѓате во ситуација да ви имате ново вработени десетици и стотици кои што не си ја знаат работата, кои што не знаат зошто воопшто се таму. И овие најквалитетните што беа мотори на таа администрација, што ги носеа и реформите порано, што ги носеа процесите добри, квалитетни правници, инженери и така натаму, ја напуштаат администрацијата затоа што не можат да работат во таква средина. И навистина овој двоен модел, ако додадеш и таа партизација која што постои во јавната администрација, ќе доведе до тоа да ние немаме функционална администрација сега веќе воопшто, но јас се плашам дека ако продолжиме на оваа патека, ние нема општеството да функционира, затоа што сепак администрацијата е таа која што треба да ги донесе реформите. Малку спомна амбасадорот околу влијанието на Европската унија во администрацијата и колку администрацијата е важна или не е важна. Освен Сигма препораките, треба да се знае дека реформата на јавната администрација е дел од првиот кластер за преговори со Европската унија, така што прво на што налетуваме е таа реформа на јавната администрација. Ние уште една анализа направивме во кабинетот дека во последните 6 години ние немаме никаков напредок во реформата на јавна администрација. Едниот дел е 1/4 од реформите уназадуваме по нив, во 1/4 од реформите имаме направено одреден напредок, а во 1/2, односно најголемиот дел, имаме стагнација. Ако се собере и одземе, ќе видите дека ние имаме целосна стагнација во делот на реформата на јавната администрација. И сето тоа создава сериозен проблем, затоа што вие бугарите ќе ги решавате, да речеме еден ден ќе ги решите, следниот ден ќе ви дојде реформа на јавна администрација, ама таа не се решава со еден договор, со еден подпис, со еден закон. Да. Таа и треба процес. И во еден што мандат. Треба да се справуваш. Така што И е многу постојано, сериозно состојба. не постои Многу е- конечност Многу е тука на- сериозно состојба. Ај да одиме околу кога ги фативме вие работи, ме интересира, се Љупчо го нервираат овие теми, ама сега морам да масирам и со тие работи. Кој беше ме нервираме? Затоа што и кога е нетехничка влада имаме проблем со управувањето со институциите од политичкиот кадар, ме интересира министрот, како се викаше министрот? Кој бе? За информација. Азиралю. Еве. Добро, бар некој знае од нас. Ја посијам за министерот едно прашање. Добро, не, ама прашање ми е, еве имаме нов состав на министерството, така. Ме интересира, дали во оваа изминатава седмица имаше колегиум стручен министерот, алтернативниот министер и менеджментот на институцијата или немаше такво нешто? Имаше во понеделник првиот А, ова е работен ден. добро. Видете, Тој го фалат многу Ова е Вака добро, станува ова е збор за- ова е да, било. станува збор за министр кој што има сериозно искуство во сегментот на информатичко општество. Добро. И навистина го ценам неговото CV. Доаѓа од партијата Алијанса за албанците. Проблем во тоа министерство е што во последниве 6 години се сменјате 5 министри. Значи ако завршиме со Коринги шпилете, Да. добро е. Ако завршиме во 2017 со министерката Марта Арсовска-Томовска, еден врвен експерт, потоа одиме на Дамјан Манчевски, година и пол, 2, потоа е од алтернатива, од ДУИ, Го забравивме Дамјан Шакири, бе. секашниот министер за образование, па потоа Адмир Малити од алтернатива, па сега е министерот Азиралиу, така што една постојана промена внатре и тоа создава револти кај вработените и нестабилност на политиките и јас искоментирав еднаш малку на шега, велам секој од министрите имал концепт, а многу од нив немале никаков концепт. Значи секој имал некој различен концепт со кој што влегол, некој немале никаков концепт и тоа се чувствува внатре кај вработените, се чувствува дека министерството не знам во која насока се движи, но за волја на вистината во понеделник имаше колегиум, секој понеделник наутро држи
колегиум Стручен, значи, министрот, па не можам да речам дека е на високото раководство, да речеме, на министерството, тоа е еден колегиум на кој што присуствуваат сите вработени, Па добро и тоа. но тоа е некој Малку концепт, како реков, по-социјалистички. некои имаат различен концепт, Па некои добро, немаат концепт, помало ова е министерство, некој не е, да, концепт. точно, Јас, например, сметам дека е Ве лоша има. представи сигурно пред... Да, секако. Добро. Јас го искористив и времето вториот ден веднаш зутрината ги посетив сите канцеларии во министерството. Тоа се некои 3 спрата од онаа позната зграда на Нова Македонија и таму гледав да ги запознам сите што беа во моментот вработени. Навистина не е голема бројката на луѓе. Жал ми беше што видов неколку работни позиции кои што се празнат, луѓето веќе се пакуваа, одат во други институции или во приватниот сектор. Тоа навистина не е една убава слика. Имаше дели ново вработени сега од јануари и тоа не е добра слика. Но се на се вработените навистина си ја вршат работа, барем тие што се таму професионалци, навистина си ја вршат својата работа. Она што е вака една чудна ситуација, тоа што знаете, министерството во процесот на реформа внатрешна, наместо да се реорганизира, да биде поефикасно, за да се наградат партиски послушните на некои претходни министри, создало 6 или 7 дополнителни сектори. И ако го отворите органограмот на МИО, ќе видите дека има повеќе раководители на сектори, односно сектори, оделенија од МВР што има раководители, а МВР има 10 пати повеќе вработени од колку што има Министерството за информатичко општество. И навистина таа ситуација создава едно двојство, една мала хаотичност, затоа што имате сродни работи кои што се во комплетно различно оделение или во различен сектор. И мислам дека навистина не е направена таа реорганизација паметно. А МИО требаше да биде пилот проект за таа реформа на јавната администрација во однос на реорганизација на внатрешните сектори и оделенија, но таа реформа, тој пилот проект не се реализираше. Добро, владава со пилоти си има проблеми уште да рачунува. Колку беа 300 беа или како беше? Да. Да. Иначе не знам дали за министерот разговорот да го оставиме пред или по рекламите. Кој Ајде разговор? одиме по рекламите за министерот на Стефан или за Ајде. господинот Алиу, затоа што во овој момент според информациите кои ние ги имаме, може тој да биде разрешен. Така што останете Добро. со нашата фреквенција, се враќаме кратко по рекламите. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Вчера се случи своевиден хаос во алијансата на албанците. Таа политичка партија де факто, сега, може би е претешко да се каже, но се наоѓа пред избори и пред распад. Нешто што според мене беше ивица неминовно, уште од моментот кога влегува во влада. Да. Па го дискутиравме дека најнеприродно е Да, значи со СДС не можеш да ги споиш, ама со ДУИ па никако. сега, има две крила во партијата, едното го држи штабот, тоа е крилото на Зијадин Села и тоа смета дека партијата треба независно да настапи на изборите, а другата го дружи печатот, што е всушност Само што ќе каже флешбекови ми доаѓаат од 2013-та Стефчо Милетич. Да, Где е печат, а како беше? другото крило го држи печатот, тоа е крилото на председател Арбен Таравари. Сега, постои огромна веројатност едните ќе да се расцепат меѓу себе, што ќе значи дека доколку отиде со опозицијата Арбен Таравари, тоа што го сака, тој може да ги изгуби министрите. Може. Во исто време најголем дел од пратениците се со села, се со тие што се за останување во власта. Стефан, го разгледувате сценариото дека може да ви го сменат министерот? Јас се трудам да следам политичката сцена кај номинално албанските политички партии, да кажеме, затоа што навистина е прилично интересна и во исто време прилично променлива, постојано. Мене ми беше навистина жалко Алијанса за албанците влезе во владата, затоа што тоа беше еден неприроден чекор, знаејќи дека прво идеолошки се подпираат на национално романтичарските идеи на Арбен Џафери. И во исто време нивната внатрешна структура на кадри и на членови, на активисти е опозициона на ДУИ. И тоа се луѓе кои што или излегоа од ДУИ со текот на времето и се нивни противници, или па беа дел од поранешната ДПА, па кога ДПА отиде во коалиција со ДУИ, тогаш овие луѓе отидоа како некоја опозиција. И дури и некои анкети кои што ги имам погледнато зборуваат дека над 70-80% од
албанската опозиција гласачите на Алијанса за албанците се да се оди со албанската опозиција. И од тука за мене беше природен чекорот на Таравари да го каже тоа што го кажа во петокот, ми се чини, дека негово решение или негов предлог е да се оди со албанската опозиција. Тоа што се случуваше деновите потоа е едно сериозно раздвижување внатре во партијата. Можеби фотелите се посладки од идеологијата, можеби тоа е одговорот на прашањето. Но се надевам дека ќе си најдат заеднички јазик, не би сакал да се мешам на трапартиски работи на ниту една политичка партија. Но сметам дека знаејќи го расположението на гласачите, добро е да си размислат. Она што ние го имаме како информација е дека господинот Алил, кој е министер за информатичко општество и администрација, е од групата на Таравари. Не би можел да потврдам или да демантирам, но вистина не сум разговарал ниту со министерот на оваа тема, но неговата позиција, човекот од Гостивар има контакти сигурно со сите делови на партијата и негова е да одлучи на која страна би зафатил и што би се случувало во следниот период. Прочитав некои написи утринава дека зборува дека не е исклучено дека би можеле да напуштат владата министрите на Алијанса за албанците. Но вистина уште една турбуленција која што може да се случи пред изборите. На македонското општество мислам дека му е преку глава од ваквите политички превирања. Мислам дека луѓето сакаат да видат подобар живот, а многу помалку сакаат да видат партиски надмудрувања и препукувања. Некако секоја една партија, секоја недела има некоја нова надпартиска дилема, дискусија и така натаму. Ние како ВМРО ДПМН гледаме да проектираме една стабилност која што си постои внатре во самата структура и гледаме да се фокусираме на тоа да од една страна превенираме тоа што е за превенирање, нерегуларност или губење на изборниот легитимитет и од втора страна видовте и со настаните викендов, но и настаните кои што ги следуваат, промовираме кои се нашите решенија за Македонија, што каде ние гледаме трансформацијата на Македонија и можам да кажам дека внатре во партијата на големо се дискутираат програми, проекти, активности, мерки, цели кои што треба да се постигнат, трансформативни процеси и на многу голем дел од времето го трошиме на такви дискусии. Јас и во петокот и вчера имав состаноци со часови како да ветиме, што е паметно да се вети, што можеме да се дозволиме како буџет и многу малку се занимаваме со внатрепартиски надмудрувања и тактики и стратегии, некои византиски игри, а многу повеќе сме фокусирани на тоа што ќе биде денот по изборите. Така што им посакувам на Алијанса да се стабилизираат, да имаат унисон глас и мислам дека ќе го фатат правилниот чекор кој што од нив го бараат нивните гласачи и нивните активисти. Впрочем, тоа е и поентата на политичката партија. Вие мора да делувате едно да ги едуцирате своите членови, но на крајот да ги следите нивните барања и стратегии, инаку би била, мислам, сите би биле една политичка партија ако постојано ги менуваме дресовите. Видовме кај албанските политички партии една состојба, една ситуација во која буквално сите влегува и излегува во влада со СДСМ. Рингиш пилот. Видете сега, да бидеме искрени, во македонскиот политички блок не е нешто различна ситуацијата. Нели, Максим Димитриевски бил дел од СДСМ. Исто така има не бил дел половина и повеќе, 70-80% од владењето на СДСМ бил во СДСМ, поврзан со СДСМ. Од друга страна имаме уште една опозицијска партија, нели, Левица, која па за време на шарената револуција беше со СДСМ. Од сите политички субјекти во моментов во просторот, активности со СДСМ, односно власт, опозиција со СДСМ нема споделувано само ВМРО ДПМН. Па ние имаме принципиелен став од почетокот на функционирањето и ова раководство некако фати патека до која што се држи 100%. Ние немаме лавирање на ставовите. Иако знаете, политиката не е инженерство да вие имате ставови исклесани во камен и тие никогаш да не се менуваат како што се формулите во математика. Секако се менуваат работите, можете да промените некоја поента, некоја идеја, но сепак не може да правите радикални промени да верувате дека членството ќе оди во математика како беше тоа литри во секунда на метар квадратен. Ивица секогаш на Заев. Или тоа физика е веќе, да. Не, тоа не е, тоа е во некоја алтернативна физика на Заев. Забрзување на проток на вода е новина, ја не се сеќам дека го учевме, тоа се концепти кои што... Јас сум правник, не можам многу во детали да зборувам за тоа, ама... Од средношколско образование помним. Барем од основно, можеби ќе запамтиме дека немало баш такви некои формули. Не, поентата ми беше дека
не знам, на пример често сме дискутирале за ова со изборниот законник и навистина долго време траја тие дискусии, да речеме, една изборна единица повеќе, отворени листи, затворени листи и тука формули и тука може да дискутирате за промени на ставовите, за анализи, што е подобро во општеството во моментот, не е страшно. Но вие да зборувате дека од вчера сте против владата, а од денеска сте за истата влада, со истите кадри, и до вчера ги плукате дека нечина ги критикувате, наоѓате замерки, а од денеска да речете леле колку се добри, па толку добри реформи имаат спроведено, членството не ве следи и гледате од голем дел од политичките партии кои што отидоа со СДСМ во текот на нивното владење, реално пропаднаа политичките партии, го изгубија својот идентитет, го изгубија својот лик, својот лајт мотив, ми текнува на пример на политичката партија ЛДП. Ако во 2021 година излегоа со партијата Дом и направи еден трет либерален пат, да речеме, и освоја и градоначалници, има и добра позиционираност во град Скопје, се видоа во совет влегува, во совети. Двајца влегува во советот на град Скопје, во другите совети исто имаат членови, некако имав чувство дека конечно се развива една либерална алтернатива на СДСМ. За веднаш по изборите да имате 180 степени промена и сега ако на анкети мислам дека ако тргне ЛДП сама комплетно е претопена во СДСМ и не чувствувате дека некој е гласач на либерално-демократската партија. Навистина ми е жал за такви процеси, наместо да имаме диференцијација на интересовни групи во рамки на политички партии, имате претопување заради желбата за фотелја и желбата за власт. Се надам дека на Алијанса нема да се случи тоа. Да. Да видиме како ќе заврши. Начинот ти се сериозно заради ова што го зборуваш. Не, ова е сериозно, значи сега замисли, имате конфликт, каде што сега пази. На една страна Зиедин Села ги држи пратениците и голем дел нели од имотот на партијата, што е битно во политичките партии, а од другата страна Таравари па го држи печатот и најголем дел од тоа управувачкото тело, што име централен одбор на председателство. Ја па Лјупчо мислам дека тоа со имотот тич не е битно. Најмалку битно е. Знаеш зашо? Што се случува со празна зграда? Се руши. А што се случува кога ќе се соберете со една автентична енергија, макар и во гаража? Може светот да го промените. Од гаража почна и големите бизниси и големите партии. Така што имотот и твоето држи вода, морам да признам, но сега ја се обидувам да ја, мене работа ми е да ја прикажам, нели, како да кажам, вистинската состојба каква е внатре. Тоа се случува таму, ќе видиме што ќе се случи. И кај вас во ВМРО тропа, нели, одредени незадоволства своевремено, па имаше вакви, такви, пред секои избори. Ова се први избори пред ВМРО ДПМН е да нема некој, не знам, мери од коалиции, реформатори, фракции или нешто слично. Имавме за жал такви процеси во минатото, често беа финансирани и инспирирани од други центри на моќ. Не можам да речам дека беа внатре автохтони, автентични. Ако ги прашате дури и дел од луѓето кои што биле вклучени во тие процеси на таа страна, ќе ви кажат дека биле излажани, изманипулирани, дека често биле ставени во лоши позиции и ова не го зборуваат сега пред изборите, туку го зборуваат од денот кога се разоткрија всушност финансиерите и инспираторите на тие процеси. Но сега сме навистина на кохерентна целина и такви сме, можам да кажам, од летото пред локалните избори од 2021 година, кога навистина се надмина суетите во рамки на партијата, луѓето некако со текот на времето си го сватија своето место, кој каде може најмногу да придонесе. И со тоа мислам дека се решија проблемите на тие фрикции внатре-партиски и успеавме да се избориме со тие надворешни влијанија кои што сакаат да го контаминираат внатрешното ткиво во Моровско. И сега ги дочекуваме овие избори навистина супер екипирани и внатрешната кохезија е многу добра. Независно со тоа што некој... Дури предпоставам кои гледаат анкети ви од други партии ви пристапуваат сега и тој пазар е отворен. Па не сакам јас многу да зборам на таа тема затоа што ние имаме една комисија внатре во партијата која што е одговорна за дискусија со дел од сегашната коалиција за обнова на Македонија, кои што се наши традиционални партнери. 99% од партиите ни се со години партнери во таа коалиција, но и со нови кои што би сакале да се приклучат на таа коалиција или да дадат поддршка и така натаму. Која води комисијата? Тука се подпредседателите Мисајловски, Александар Николовски, Горда Димитриевска Кочовска, Дафина Стојановска
Така што таа и Антонио Милошевски, мислам се ако заборавив некој, се надам дека нема ми се налута. И тие си се одговорни веќе подолг период за дискусија со овие потенцијални коалициони партнери, нови и така натаму. И мислам дека во наредниот период ќе имаат што да соопштат на македонската јавност. Навистина ќе правиме една коалиција базирана на идеологија за реформа на Македонија и за целосна трансформација на македонското општество. И ако сакаат, ако има такви кои што би сакале да се приклучат на тоа движење, навистина мислам дека ќе си го најдат местото со ВМРО ДПМН. Добро. О, интересно. Интересно, Мора да, кажем. кога ај сега кога сме иче, ја фативме и политикава, така? Да. А кога очекувате да заокружите коалицијата? Па мислам дека таму околу конвенцијата за избор на председател, можеби кратко потоа ќе бидат веќе ќе се знаат сите Значи март. делови од комисија. Да. Март, По таа добро, коалиција. листите веројатно подоцна се. Па мислам дека тука ќе биде периодот до втората половина на март веќе ќе се расчистат и тие прашања затоа што ќе влеземе веќе во кампања за председател. Така што мислам дека таму до почетокот на април веќе ќе биде барем внатрепартиски ќе бидат познати и правците во кои што ќе се движиме, програмата, но и кадрите со кои што ќе настапиме на овие избори. Јас кажав и во оваа емисија ми се чини уште пред 6 месеци дека имаме сладки маки во партијата и прво тоа беше за избор на кандидат за председател, а второ тоа е секако и за избор на клучни позиции, не само за Избравте носители на листа. меѓувреме не. Не, ние Сега се имаме обидувам една овие трик демократска, прашање, да, нели? една демократска процедура. Јас веќе сум искусен за трик прашања. Демократска процедура имаме на 2 март ќе избереме кандидат за председател од ВМРО. Ма не сигурен сум дека идниот председател токму таму на таа конвенција ќе биде избран. Во Скопје ќе се одржи, така што мислам дека ќе има една убава демократска атмосфера. Скопска демократски конвенција, натпревар. да. Очекувате Да, после долго време Скопска конвенција. повеќе кандидати или Кога последен пат било? Па не можам да се сетам, мислам дека конвенција за избор на председател немало во Скопје. Не имаш. Првата, Јас можеби првата. Не сум А, не сум Иванов 100% сигурен. Со Тодор Петров кој беше? Клюсев и овој. Иванов со Тодор Петров беа во Универзална во сала. универзална сала. Тоа е точно. И Таа сега- треба да е последната. Таа треба да е последната. А Клюсев и Трајковски не ми текна кај. Нема да се сетам. Тоа е Јас сум бил многу мал тогаш. Али колку ти си бил така? 94-та знаеш ли која страотна конвенција имаше ВМРО во универзална сала? Со Љубиша Георгиевски, Симон Драков и така натаму. Ја од 94-та во градинка за СДС, во МОН не даваа млеко. Ти како 2 годишен, да. Да. Јас не навел за СДС иако јас бев во градин. Се изменува. Да, друга генерација, не се сетив на. Тоа беше страотна конвенција, таа 94-та буквално ја она интересна се гледа, Да, нели? да. Интересни се конвенциите на ВМРО ДПМН. Минатата ние во Струга имавме 10 кандидати. Мислам дека ќе имаме неколку кандидати и сега, односно се надевам, не можам да мислам, ама се надевам дека ќе имаме неколку кандидати Тоа со 10 кои што би малку сакале да претеравте. учествуваат. Да, но кога имате отворен процес и немате никакви критериуми, секој човек може да се пријави. Луѓето се амбицираат и сакаат да покажат дека имаат платформа, Председател да се работи нешто. да, дека имаат некоја визија, некоја идеја. На крај Кој ти излегавме го со да? одличен кандидат минатиот пат, така што сигурен сум дека ќе имаме одличен кандидат и овој пат и дека нашиот кандидат ќе продолжи. Може би истиот. Се е можно. Се е можно. Андоновски, да се вратиме на како да кажем, на вашиот сектор. Гледаме огласи. Ќе се вработува многу. Имате ли вие како дополнителен, нели, министер за информатичко општество и администрација механизам како да го спречите? Краткиот одговор би бил дека лимитирани ми се надлежностите. До моето доаѓање се што е објавено. И на тоа можам да влијавам на начин што веќе почнав да го правам. Мојата прва изјава беше да внимаваат тие што ги распишале огласите, знам дека некои од нив имаат сериозни недостатоци во самите огласи. И повикав уште тогаш да ги поништат. За жал до сега не ги имаат поништено. Јас собирам конкретни податоци, докази зошто тие би требало да бидат поништени и тие ќе ги објавиме во јавност чим ги соберем. Тоа е првиот дел кој што можам да влијавам на постоечки огласи кои што се незаконски. Вториот дел на огласите се тие кои што се законски, но не се легитимни заради тоа што го коментирав порано во емисијата, затоа што се знае точно за кого се наменети. Односно не се вистински, транспарентни, компетитивни огласи. Огласи, Третиот дел
се однесуваат на овие огласи кои што сега се брзаат, затоа што огласувањето за вработување може да трае само до 15 февруари, до распишувањето на изборите. И во тие огласи навистина темелно внимаваме дали истите би ги законските услови би ги исполниле и дали смее да се вработува на тој начин. Знаете, во министерството стигнуваат барања за согласности за измени на планот за работа, за годишниот план за вработување и за систематизациите. И преку нив ние можеме да влијаеме, да внимаваме дали тие имаат навистина согласност или не. А за секој поединечен оглас е одговорна институцијата. Се надевам дека ќе запрат и се надевам дека тие би биле законски кога некој навистина има потреба. Сега ако навистина имате потреба, тоа работно место е многу важно, а некој отишол во пензија и така натаму, има природни процеси и тука нема никаков проблем, или па здравствени установи исто така нема никаков проблем, но ако забележам дека има некои недостатоци во овие што сега се тековни или се стигнуваат во министерството, детално ги анализираме и до сега не сум имал простор да одбијам подпишување, но имам предмети кои што ги разгледуваме да видиме во детали дали се или не се законски. Сега дека што ќе забележам неправилности, нема да дозволам тие да се случуваат. А она што се случувало досега, мислам дека можеме да го правиме на овој начин, значи да видиме каде имаме основи за ништовност, каде имаме незаконитост. Добро, ша, знаете, администрацијата кај на слуѓето мислам дека на оние анкети има ужасно мислење за администрацијата генерално. Ние, тоа е дел од политичката култура, меѓу другото, луѓето во земјава се зачленуваат во политички партии за да се вработат во администрација. Вака, имам два коментари на тема, ако ми дозволите. Првото е дека вработувањето во администрација дозволувам. Вработувањето во администрација порано беше некаков престиж, даваше стабилност, сигурност, висока плата и така натаму, некоја речена пристојна се, не висока, да. Пристојна е, може би подобар збор. Сега неголемиот дел од вработените во администрацијата имаат пониска од просечна плата, а мислам дека околу 30-40% имаат минимална плата. Земаат минимална плата. И го има изгубено тој престиж. Во исто време, навистина од оваа перцепција која што се создаде во јавност дека јавната администрација е преполнета, корумпирана, ништо не работи, не е ефикасна, се створи еден лош однос кон внатре административците, а многу голем дел од нив убаво си ја вршат работата. Кај е решението? Дигитализација на услугите. За жал во 6 години од 1400 услуги кои што постојат за граѓаните, дигитализирани се само 100, од кои што половина не можете вистински да ги завршите онлайн, односно дигитализирано. Напротив, ви се бараат потврди кои што треба да ги испринтате и донесете од друга институција. Зошто? Затоа што не е завршен процесот, тој се вика процес на интероперабилност, да, тоа што институциите ги бидат поврзани една со друга. Имате малку институции, за многу малку услуги се интероперабилни меѓу себе и можат да се ги повлечат податоците. Дури е случаен и реверзен тренд. Катастарот беше дигитализиран во времето на ВМРО ДПМН и можевте да извадите потврда од катастар дигитална, можевте да се испринтате, да искористите било каде, затоа што имаше дигитален подпис. А сега вчера слушнав дека семејство не можете. Семејство од Козле, кој има земјиште, имот поставен во оставинска постапка, некој нотар од Скопје тоа земјиште го препишал на некој Лютви, не знам од каде, и сега тие веќе го изгубиле правото катастарско, во катастар си е внесен друг и така натаму, и не знаат што. Има и така состојби, има и состојби во кои што испринтаниот сега дигитален имотен лист не ви важи. Зошто? Затоа што имаат програм со дигитален сертификат. Вака што не платили или некој или не платиле одржување, или одржувањето истекло, или не може да го системот да го направат, или па некоја институција нема соодветен сертификат и кажувам дека во некои работи сме вратени назад. И по сите параметри, ние ги извадивме тие диги параметрите кои што постојат, по сите параметри ние сме последни во регионот во моментов. Значи, тука негде сме со Босна и Херцеговина во дигитализација на услуги. Не треба да ве потсетувам дека 2015-16 година бевме апсолутни лидери во овој регион. Дури прети голем број членки на Европската унија. И ова мора да го завртиме. Овој тренд мора да го завртиме. Ако успееме да го завртиме трендот, ако вие можете на еден клик да закажете вадење на патна исправа или лична карта, да не чекате во ред, во исто време да можете преку вашиот компјутер или телефон да извадите било каков документ што ви е потребен, за лицата кои што не се дигитално на тоа ниво обучени, ќе можат да извадат со еден клик во било која од точките за услуги или пошта или било која институција. Тогаш мислам дека ќе се врати таа верба во јавната администрација, дека може да се заврши работата брзо, ефикасно, без корупција, затоа што ако ви треба за
еден имотен лист или извод од матично ви требаат врски, тоа потекнува или инспирира корупција. Ако вас ви е на еден клик достапно, вие ќе си платите за услугата и поевтино е од дома да си ја завршите услугата, не патувате, не паркирате, не чекате во ред, тогаш мислам дека навистина ќе се смени перцепцијата и кон администрацијата, затоа што таму внатре навистина од оваа краток мој престој внатре, можам да забележам дека има луѓе кои што навистина се ја вршат својата работа и се честни, посветени да што подобро се ја вршат работата, учествуваат на обуки, се едуцираат дополнително и тие луѓе ја губат мотивот кога стават на граѓаните, а и ставот на граѓаните е легитимен дека администрацијата не функционира. Што значи, мислам дека единственото решение во надминување на овој процес е таа дигитализација на процесите. Да не може да криете во фиока, затоа што имаме такви податоци, се кријат во фиока предмети и тоа поттикнува корупција. Тоа поттикнува. Да не криеш нешто фиока, Љупчо, да не криеш нешто како директор фиока. За одмор решението најверојатно. Ви крием однапред подпишани откази, како се вика тоа? Антидатираните или антидатирани со бланк на со дата. бланко, да. Па типична македонска Меници, фирма, како- меници, задолженија, оставински дека све мене ми остават и така, натаму се шегувам нормално. Во мојата фиока не се крие ништо. Перо Ангелов вели, првите 100 дена од новата влада на чело со ВМРО ДПМН задолжителен тест треба да направите, вели, за знаење на македонскиот јазик на сите административци. Ова е Македонија и македонска држава и мора да се знае македонскиот јазик. Еве ве поздравуваат и други слушатели за оној став дека секој административец во Македонија треба да знае македонски јазик. Замислете. До кај стигнавме на што да се радуваме, дека секој административец во Македонија треба да знае македонски јазик. Ја не познавам земји во светот каде што може да бидете административец без да го познавате нејзиниот официјален јазик. Вака, немам таков. Ма не да го пример. познавате, бе, Љупчо. Најчесто за влез во администрација има тест кој што се состои од 3, 4, 5 дела, кај што се утврдува не само дали го знаеш јазикот, него дали знаеш да пишуваш на тој јазик, да извлечеш информација, да ја пренесеш така натаму. Значи не зборуваме само да разбираш и да климаш со глава на македонски. И нашиот закон истото го препознава. Прв услов за вработување во администрација сте државјанин на Република Македонија. Втор услов е активно да го говори македонскиот јазик. Значи вели активно да го говори, не вели познавања А1, зна да каже добар ден, добро утро, туку зборува за B2, C2, C1. Така што мислам дека оваа теза моја која што ја кажав минатата недела и ја повторувам и навистина е така, секој административец мора да го знае македонскиот јазик и мора активно да го потребува. Направени се сериозни пропусти изминатиот период и јас тргнувам од позиција на граѓанин. Вие не можете лесно да се ја завршите работата кога ќе влезете во јавна администрација, затоа што дел од административците не го зборуваат македонскиот јазик. Тоа е факт. Не е моја омраза кон било кој друг. Не е дека не треба се вработуваат етнички групи кои што се други, не се македонци. Немам никаков проблем, треба да се вработуваат, треба да има соодветна и правична застапеност, затоа што сите граѓани сме исти под ова сонце. Но во исто време сите мора да го зборуваме течно македонски И само јазик. тоа тук македонскиот е комуникацијски код, еден турчин, еден ром од Македонија на кој јазик се разбираат. Тоа со години беше лингва франка. Македонскиот јазик беше лингва уште? франка во Македонија. За жал, со духот на рамковниот договор, ние создававме два паралелни системи, во кои што имаме граѓани од Македонија, кои што образованието, работата, семејството и професионалниот живот комплетно им се одвива на друг јазик. Без никаква конекција, без Ова како без врачови никаква да се конекција молиме со... на духот на... Да, без никаква конекција со македонскиот. Јас доаѓам од Јосип Брос, завршив средно училиште таму. Имавме два класа Турци на имаш. турски наставен Така е. јазик. Перфектна комуникација со тие луѓе. нормално. Зошто? Затоа што еден куп од часовите ги државме заедно. Ликовно, музичко, физичко, спортски активности, заедно членувавме во тие спортски лиги, во тие спортски клубови на средно. И заради тоа контактот со овие луѓе беше супер. Но вие во моментов имате два сепарирани система. Едните учат на еден јазик во едно училиште, другите на 2 километра или на 1 километар подалеку од нив учат на друг јазик. Овие луѓе не комуницираат меѓу себе, не се среќаваат, не спортуваат заедно, не гледаат, не одат, не излегуваат заедно, се создадат два паралелни система и на крај овие луѓе не го зборуваат истиот јазик и заради тоа македонскиот го има изгубено. Македонскиот јазик го има изгубено, за жал, тој елемент на лингва франка, иако е единствениот комуникацијски код кој што не поврзува нас во Македонија. Затоа што
знамето е заедничко, но начинот на кој што се разбираме е македонскиот јазик. Нема друг, не сме англискиот јазик да стане јазикот на кој што ние меѓусебно ќе се разбираме во Македонија. Заради тоа беше тој мој повик дека секој во администрацијата мора активно да го владее македонскиот јазик и се надевам дека тоа ќе успееме да го исправиме во наредниот период. Има еден обид со измените на законот за административни службеници да се воведе тест на албански јазик, исклучиво на албански јазик и за мене тоа е комплетно неприфатливо. Добро, легитимно од ваша страна, но да видиме дали ќе ви помине. Па ако не помине во овие 100 дена, ќе помине потоа. Во некои други 100 дена. Во наредните 100 дена. Добро. Сепак е ова техничка влада. Прво, примарна наша цел е да ги заштитиме изборите. Имаме средби веќе, контактираме и со ОПСЕ, со ОДИХР. Јас имав некои неформални средби со представници на Државната изборна комисија. Прв фокус ни е тој, но нема да заборавиме на можностите за делегитимизација на изборите и за правење на неправилности кои што мора да ги спречиме. Добро. Ајде да видиме. Да видиме како ќе се поставите, дали изборите овој пат, за разлика од претходниот пат, ќе поминат легитимно. Тоа е една од работите кои како демократско општество генерално не се секира. Па мислам дека после 30 и кусур години во демократија треба да ги надминеме детските болести. Имаме помош од фингерпринт на апаратите, тој дел да го заштитиме колку толку. Мислам дека треба да покажеме политичка зрелост и мазно да помине изборниот циклус, се со цел секој граѓанин да си го оствари своето право, ако сака да учествува на тие избори и да го даде слободно својот глас. Тоа е целта. Ти благодарам, Стефан. Ивица, нешто за крај? Тука завршуваме. Па толку сад помина веќе. Ја мислев дека мене ми Тебе ти летна, знам кој имаш интересен гостин, тебе ти е лесно. интересен гостинот. Сега Мене интересни само само најбавно ти поминува времето. Тогаш па знаем, не е јасно зависи да по си- некоја што светлост на брзина од. Благодарам многу за поканата. Не, Баш ми е вака, задоволство. значи се надеваме дека ќе имаме шанса во овој период почесто да огледаме министерот, добро? Со задоволство. Јас се враќам на врските во министерството. Да, и јасно. се- Нашата емисија возможува, нели? Така е. Такво нешто. Да се заблагодариме, Љупчо. Почитувани слушатели, тоа е тоа генерално. Утре следуваме со една поинтересна тема. Останете со 107,4. Уживајте во денот и читајте Lider.mk, еден од најпосетуваните сајтови во Македонија.